Петта станица. Креденецот. Важни роднини на кујнскиот лонец. Покрај тенџерето од алуминиум и авионот од дуралуминиум, лонецот има и други роднини. Тие живеат во вашата соба, но не на кујнската полица, туку на големата и убава куќа што се вика креденец. Гледајте како што се наредени на парада. Плитките чинии, длабоките чинии, чашите за чај, садот за шеќер со скршена рачка и чајникот со подкршен нос. Сите од сјаен бел фајанс. Но најубав од сите е вистинскиот порцелански бокал на кој има насликана розова воденица, а покрај розева река и розев рибар со розева јадица. Зарем може со нив да се споредува кутриот наш обичен лонец со темна сиромашна глеки? Најпосле, ако немаше земјен лонец, не би постоел ни порцеланскиот бокал. Да се најде порцеланот, требаше прво да се научи како се прават земјените лонци. Кај го најдовте порцеланот? Во некои приморски земји, како Данска, Шведска, Франција, по должината на морскиот бред се продекаат рамнини, долги насипи. Кога се обидува да ги ископаат, се покажа дека тоа е огромни купови од разни отпадоци. Рибини коски, школки, изглодани черепи, камени ножеви направи за стружење, копја и мотики од деленски рог. По се изгледа дека овдека некогаш живееле првите луѓе кои сите своји кујнски отпадоци и скршено оружје ги фрлале во еден куп околу своето живеалиште. Во текот на времето јамите за отпадоци се претвориле во цели ридови, долги по неколку стотини метри. Во овие кујнски купови, меѓу другото, најдени се и парчиња од земјени лонци. Лонците на правобитните луѓе малку личеле на денешниве. Немале глеки. Дното не било рамно, туку заоблено или тракалесто. Па сепак тие биле вистински лонци. Изминале многу илјади години пред да се појави порцеланот. И не е чудо. Малку потешко е да се направи порцеланска чаша отколку глинен лонец. Први што научиле да печат порцелан биле кинезите пред 1700 години. Но голем успех во ова тие постигнале дури неодамна во 15 век за време на династијата Мин. Кинескиот порцелан се ценел во Европа како суво злато. Никој не знаел како го прават, додека најпосле на еден алхемичар не му пошло од рака да ја одгатне тајната на кинезите. Алхимичарите мислеле дека металите, како што се бакарот, железото, оловото, може да се претворат во злато, ако се стопат со каменот на мудроста. Десетини години тие го барале овој измислен камен кој не постоел. Но во ова време во каменот на мудроста не верувале само алхимичарите. Кралевите, на кои секогаш им биле малку парите, во своја служба ги земале алхимичарите со надеж дека со вештачко злато ќе ја пополнат својата празна каса. За да не премине дворскиот алхемичар на служба кај друг крал, него обично го држале затворен како заробеник. Барајќи го измислениот камен на мудроста, алхимичарите случајно правеле вистински откритија. Така било и со малиот Ветгер. Тој имал се на се 14 години кога случајно нашол ракопис за каменот на мудроста во кој се зборувало за тоа како се прави златото. Од тоа време Бетгер не знаел за ништо друго. Може би тој никогаш не би станал алхемичар да ја немал лабораторијата. Тој бил аптекарски ученик. Секоја ноќ кога аптекарот Цор одел на спиење, неговиот млад ученик тајно ги вршил своите алхемиски обиди. Еднаш, кога бил занесен во својата работа, се отворила вратата и господинот Цорн со наметка и ноќ на капа влегол во аптеката. Што работиш тука, никаквец? Како си смел без дозвола да ја земеш оваа голема реторта? Ни целата твоја плата нема да стигне да ја платиш, ако ја скршиш. Јас правам злато, одговорил Јохан плашливо. Злато? Ах ти, крадец! Подобро би било да научиш како се прави фластер. Мене не ми се потребни алхимичари, туку аптекарски помошници. Собери си ги своите партали да те нема дома.
Кажи му на татко ти да не ти ги истера од главата тие глупости. Но сеќа на плаки, торбата со закрпени панталони, кошули и драгоцени ракопес што му ветувал богатство и слава, Бедгер тргнал дома. Дома го пречекале нељубезно. Иако татко му бил ковач на пари, на Јохановото семејство ретко кога можела да се најде преостаната пара. Не изминале неколку месеци и неволата го принудила Бедгера да се врати кај Цорн. Бедгер морал да му даде збор дека веќе никогаш нема да се занимава со алхемија. Но страста за алхемија е исто што и страст за играње карти. Бедгер одново започнал со своите ноќни обиди, но овој пат мощно и внимателно. И Церн бил внимателен. Во една за Бедгера несрекна ноќ, аптекарот пак го фатил во престап и не слушајќи никакво оправдание го истерал од аптеката. Бедгер бил очен. Да се врати дома не смеел, но судбината му се смилувала на бездомниот алхемичар. Тој случајно се запознал со познатиот големец кнезот фон Фистенберг. Откако разбрал за обидите на 16-годишниот научник, кнезот го земал кај себе на дворецот и му направил вистинска лабораторија. Бедгер имал среќа. Го облекле во убави алишта, му дале пари и раскошен стан. Цорн, кој разбрал за тоа, им раскажувал на сите своји муштерии дека неговиот ученик станал славен алхемичар. А муштериите му одговарале дека не е тешко да се научи некоја мудрост од таков учител каков што е Цорн. Годините минувале. На Бедгера почнала да му расте брада, но неговите обиди не давале никакви резултати. Кнезот, кој во почетокот бил благонакнолен кон него, почнал да се сомнева дека Бедгер е необичен лажец, а за измана тогаш многу строго се казнувало. Бедгер се обидел да бега, но бил фатен и принуден да продолжи со работа. Додека служел во аптеката, го казнувале затоа што вршел обиди, а сега му се закануваат со строги казни затоа што веќе не сакал да врши обиди. На крајот од Бедгера побарале писмено да го објасни својот метод за добивање злато. Овдега навистина морал да стане лажец. Го напишал измисленото и заплеткано дело, кое од почетокот до крајот било вистинска измислица, но не успел да го насамари кнезот. Измамата била откриена и по наредба на кралот Бедгера го ставиле во затвор. Сега Цорн веќе не ја фалел мудроста на својот ученик. Јас секогаш зборував дека Бедгер е рамија и лажец и дека ќе сврши на бесилка, го уверувал аптекарот своите муштерии, на кои до неодамно им зборувал нешто сосема друго. Но за среќа Цорн пак се излагал. Бедгера пак го послужила среќа. Тој нашол нов покровител, грофот Чирнхаузен. По грофовиот совет кралот му предложил на Бедгера да пронајде начин за правење порцелан, кој тогаш се ценел многу повеќе отколку златото. Наскоро потоа кралот Август му отстапил на прускиот крал цел полк воска за еден кинески сервис од 48 предмети. Обидите напредувале. Во мајсенска глина Бедгер направил порцелан. Вистина не бил, туку темен. Пронајдувачот богато го наградиле, но на слобода не го пуштале. Начинот на изработката на порцеланот бил прогласен за државна тајна. Бедгер и тројцата негови помошници ги држале под стража како злосторници. Во почетокот порцеланските садови можеле да се видат само по дворците. Саксонскиот крал им подаруват масенски вази на другите кралеви. Но во 1707 година порцеланот за прв пат се појавил во јавна продажба на Лајпцишкиот панаѓур. Во замокот Албресур во Мајсен била изградена голема работилница. Овдека Бедгер успеал да направи бел порцелан. Мајсенските садови, што се познаваат лесно по фабричкиот знак, два вкрстени меча, наскоро се расчеле по целиот свет. Многу тешко било да се разликуваат тие од кинескиот порцелан. Многу години Бедгер поминал во мајсенскиот замок како заробеник, не му бранеле ништо освен слободата. Тој веќе не бил млад човек кога одново се обидел да бега. Затоа тој повел тајни преговори со прускиот дворец. Бегството не му успеало. Неговите преговори со Прусија биле откриени, тој бил уапсен и осуден на смрт. Но пак имал среќа и тоа за последен пат.
умрел во затвор и така ја избегнал смртната казна. Дали во вашиот креденец има предмети направени од песок? Погледайте внимателно на полицата од краденецот. Освен филџани и чини, што има таму? Зар не гледате таму предмети направени од песок? А овие чаши, шишиња и соларници? Па сето тоа е направено од стакло, а стаклото се прави од песок, од најобичен песок, од кој децата прават сладки. И не само чашите и чашињата. Денеска од стакло и железо се прават дури цели згради. Дали има цврсти течности? Обичното стакло се прави на тој начин што во земјениот сад се става песок. Се додава вода и креда и се става во специјална печка. Садот мора да биде направен од глина, отпорна спрема огнот, тоест од глина што не се топи на висока температура. Поради силното загревање, сите три материјали, песокот, содата и кредата, се поврзуваат во еден. На крајот се добива растопено стакло течно како вода. Но стаклото само по изгледот изгледа на вода. Кога ќе се олади, веќе не се однесува како вода. Фабрика за балони од сапуница. Се вели, железото се кове додека е врело. За стаклото би можело да се рече си истото тоа. Стаклото се дува додека е врело, додека уште не се стврднало и не станало тврдо и кршливо. Но вам можеби уште не ви е познато дека голем број стаклени предмети се прават со дување. Исто така како што децата дуваат вистински балони од сапуница, само што овдека наместо сламка се зема една долга железна цевка со дрвена писка. Откако малку ќе се олади стопеното стакло, работникот зема на крајот од цевката мало стаклено тесто и почнува да дува. Се добива стаклен балон. Од овој стаклен балон може да се направи се што се сака. Чаша, шише, па и рамно прозорско стакло. Треба, на пример, да се направи шише. Работникот го става балонот во калап и дува низ цевката се додека доека балонот не го исполни калапот, прилепувајќи се за неговите ѕидови. Кога шишето ќе се олади, тоа може лесно да се извади. Затоа калапот се прави така што може да се склопува и разглобува. Се разбира, претходно е потребно да се исече шишето од дувалката. За да се изведе тоа, доволно е да се помине преку врелиот грклан со студено парче железо. Сте имале ли можност да видите во лабораторијата стаклени реторти? Сите се направени од дувано стакло. Дувањето на стаклото е тешка и нездрава работа. Затоа во многу фабрики, особено во фабриките за големи предмети за дување, не слушат човечките гради, туку механички воздушни помпи. Пред 50 години е пронајдена машина за дување на шишиња. Оваа машина, со која управуваат само двајца работници, заменува 18 дувачи на стакло. Таа исфрла за еден ден 20.000 шишиња. Но да се надува стаклен предмет, тоа уште не е се. Треба човек да умее и да го олади. Ако стакленото стапче се растопи на огнот и дозволи капка стакло да капне по водата, ќе се добие тврда прозирна солза. Доволно е да се скрши парче од оваа солза, па целата да се распадне по ситен прав. Ете колку е слабо стаклото, што ќе се олади премногу брзо. За да биде стаклото појако, треба да се држи цврсто во специјална печка, каде што се оладува многу бавно. Некои стаклени предмети, например чашата, шишињата, вазите, подувањето уште се точат, се мазнат на камен за острење, се добива рапаво и темно стакло што потоа се полира по шмирглав или во прав, за да стане на тој начин мазно и сјајно. Многу често се постапува попросто. Наместо еден предмет прво се надува и се точи и се полира, тој се излева како што се леат предметите од бронза. А ако стаклото лесно се топи, ако при загревањето лесно омекнува, предметите од него просто се пресуваат. Големите стакла за огледала исто така не се дуваат, туку се леат.
се добиваат огромни и дебели плочи, кои потоа се топат и се мазнат. Стаклените предмети не се разликуваат само по својата изработка. Секое стакло не е еднакво. Например, зеленото стакло за шишиња се прави од обичен жолт песок, сода и креда. Обичниот песок содржи многу железен оксид, што му дава жолта боја. Во печката за топење стакло, жолтата боја преоѓа во зелена. Значи, зеленикавиот тон е најдобар знак по кој може да се утврди дали во стаклото има железо. За белото прозорско стакло се зема посветол песок, а за изработка на најдобро стакло се зема чист бел песок. Наместо сода поташ, наместо креда вар или оловен оксид. Така се добива тешкото како дијамант сјајно стакло, кристалот.